Девич, пред портите на големата област во Западна, море и Централна Македонија, општина Македонски Брод со 54 населени места. Населени, а некои и иселени, тоа ти е. Но Девич е тоа, многу убаво село, под планината, нарамно и река пред него. Само неколку километри од Брод, добро де се знае македонски. Прекрасна природа и воздушна бања. Душа дало за селски туризам. Ако има некои помлади кои размислуваат и во тој правец, кој е Девич, што има и што му треба? Селото моментално во овој момент има негде околу 52 куќи. Во крајниве 2-3 години има нови градби, кои се од доселеници повратници што се од територијата на Македонија. Немаме од тука иселено во странство, битоа претежно се наоѓаат во Скопје, Битола, Тетово, че тие села не се населени од овде се избегани. Значи има повратници што се враќаат на своите стари огништа и ги реновираат старите куќи. Моментално во овој момент сега живеат тука негде околу 40 домаќинства, другите се повратниците што преку летниот период се тука, меѓутоа зимскиот период се враќаат во Скопје и повторно се идат за месец-два. Негде во овој момент во селото живеат негде околу 70 на жители, а преку летниот период има и до 120 до 130 можеби. Ова село ги има сите инфраструктури, значи имаме асфалт, имаме водовод, имаме телефон, имаме телевизија, значи сите услови ги имаме за еден урбан живот. Значи ова е урбана средина, една од поубавите села во поречието. И поблиску е до градот Македонски Брод, на растојание негде околу 8 до 9 километри. Црква имаме, една имаме црква во селото, на селото тамо, горе на горниот дел, с која се вика Свети Ѓорѓи, и другата црква се наоѓа тамо зад кули, на другата страна каде се и остатоците од старите поколенија, кај што ги погребуваме. Таа името се уште не го знаеме. Значи стара црква која најверојатно, како што претпоставуваат, дека е од 14 век. Ние имаме голем приоритет тука. Прво, имаме поднесени барања за да регулираме со канализацијата. Тоа е поднесено барање до градоначалникот и ветено дека во наредна прилика тоа ќе се оствари. Други имаме приоритети. Второ, патот за гробиштата што е за Заткули, пошто тамо зимскиот период, кога ќе надојде треска, патот го поплавува и не може да ги однесиме покојните. Значи тоа е втора. И трета алтернатива ние црквата горе на селото да се огради како што треба, како што прилега. Ке се стокми Девич, да биде уште поубаво. Не дека не било. Сега е така. Повеќе стари, помалку млади, се присетуваат старите како било пред 50 и повеќе години. Било живо село, полно село, весело. Зоре, колку години имаш? Мало имам. Без 3-4 месеци 88. 88 имам. Ова кај околу Бандера немаше тој, беше сето народ на слава, поготово, оро, свирки, песни. А која слава славите? Слава, како за Собир, таква поважно беше Атанасоен, зиме. Имаше оро? Оро многу овде, тапани, музики, разни, пијачки, седенки, шетни. Доаѓа од другите села? Од околните села не се знаеше по колку ќе дојдат. Не по 20, по 30, по 50 иде, од Локвица посебно. Па Грешница, да речем, сето, па и од Слатина, околниве села, па од Брош, Сувидел, сите требило. Лука или Луко, како што го знаат во поречието, е легенда во овој крај. По се и за се. Тврд некој планинец. Мери се, па и зборовите. Но тој е легенда, особено во фудбалот во Порече. Не е шега да се игра фудбал по сите 54 поречки села. Луко, велат дека Девич било спортско село. Не грешни тие што викаат и фактички така е. Девич од времењето како памтам јас, секогаш се играло фудбал, кошарка, одбојка.
Меѓутоа, сведоштво за тоа е оваа слика која е 5-60 години направена. Оваа екипа во која сум и јас е генерацијата што игравме и секогаш го земавме првото место во Девич. И екипата ни се викаше Млад задругар, а после не прекрстија Парни Ваљак, оти све газевне пред нас. Немаше екипа што можеше да не тепа. Од 53 села во општината, вие први? Први бевме. Ние имавме во тоа време, некаде 60-тите години, имавме комплет дрес, копашки, штутни, целаници, значи цела фудбалска опрема. Што за некого беше сон. А дали за Пролетер од Брод, велат најдобрите фудбалери ги давал Девич? Имам играно и за Пролетер. А има играно еден мој добар другар, Велимир Симјановски, за Пролетер. Еден случај, ќе ви кажам, за во Мало Коњари. Играв за Пролетер тогаш со Мало Коњари и во една прилика така ми дојде топката, која мавнав, таа се смали, не видов дали е гол или не. Место стативите беа пречката, односно беше со ортома. Место дрвена греда, а беше ортома и топката не видов дали е гол или не. Почна мене да ме грнат фудбалери мои и се судијата, овие протестираа противници, судијата дојде и ме праша дали беше гол и ја бе искрено му реков не. И така го поништи голото, иначе го досуди како гол. Цело порече историја, така и со Девич. Духовното секогаш живеело тука, уште од раниот среден век. Си имаат две цркви, едната од тој среден век и оваа поновата, поблизу на работот селото. Правена 1969 година, направена од целаните, не е до сега поправена, сем се пред 2 години извршилне реконструкција на покривот. Овде на 6 мај, на Свети Ѓурѓуен, сидиме во трпезаријава со ручек цело село. Иначе црквата, јас работам со неја, од колено на колено, фактички, мојот дедо, татко на мојата мајка е еден вид оснивач или е титул на црквата, мојот дедо, татко на мојот татко. И тој работел, мојот вујко, брат на мојата мајка, и тој, мојата мајка, последно до 4-5 години, до пред 5 години, и јас се работам со неја фактички 68, темења традиција, фамилиарна, 68, скоро, ова 48, скоро 50 години. А името Девич. Од што? Зашто? Легендата вели дека така се викала Дева, една од трите сестри на крале Марко. Но има и друга приказна. Ја имам една историска ситуација, една верзија историска од Станаевич најдов, дека Девич, фактички по Библијата, односно по легендите се вика дека седела сестра му на Марка Дева. Фактички фамилијата Маневчевичи немаат женски челат. Значи, тие имаат 4 сина и тоа, ако ги памтам, Иванишевич, после Димитриш, Андрејаш и Марко. А Пешна Дева? А Пешна Дева, Кита, тие веројатно му биде по сестри ми. Сега Девич, поне ја што го знам, во Девени кули седот стрико му на Марка по име Драгоман. Во една прилика, по некоја релација, дошло некој девојче на поседо кај стрико му на Марково, на Маркови кули онде, и Марко случајно поминал да го посети стрика му, кога го видел девојчето, го бендисал многу, било многу убаво и му дал аманет на стрико му да му го чува, за да го земи за жена. Меѓутоа, за несреќа Маркова, поминала најазда Турска, го грабиле девојчето. И сега Драгоман, за да му кажи на татко му на девојчево, поминала една недела време, не му кажали, се одлучил да му каже дека девојчево го нема. Дошол татко и на девојчево и покрај треска го барал со зборовите
дево, девице, кај си. Дево, девице значи невина девојко, јави се. По тоа дево, деви го добило името и Девич. Тоа се легендите, приказните. Ние ја живееме сегашноста. Каква? Таква. Случајна средба, срдечна, со нашиот колега Тони. Немирен дух, но благороден, полн со идеи, комбинации. Размислува за развој на селскиот туризам во Девич. Услови има, нема луѓе. Море ако треба и нивки ги има. Тони има искуство како новинар. Работеше на ваков телевизиски проект. Виде многу по Италија, Словенија, Грција, Србија, Бугарија, Ќе го донесе тоа во Девич. А зошто е Тони во Девич? Па бидејќи е викенд, ќе беше почудно ако не сум тука. Инаку јас доаѓам скоро секој викенд во моето родно село. Значи Девич е оддалечено на некаде од прилика околу 8 километри од Македонски Брод. Едно живописно планинско место, иако е низински предел, меѓутоа само село е обиколено со прекрасни планини и шуми, во непосредна близина е реката Треска. Инаку, морам да ви кажам дека без Треска, не само Девич, и поречието не би било тоа што е. Практично, Треска заедно со овие шуми ја создава оваа идила. Ги слушате птиците. Ова е практично еден бесплатен концерт кој што секојдневно овде можете да го доживеете. Навраќање на корените? Навраќање на корените, на дедовата земја, инаку јас оваа куќерка што ја изградивме ние фамилиарно, ја изградивме на стари темели од 100-годишна куќа и на еден начин практично ја продолживме традицијата на живење на овој простор. Се надевам дека во иднина и моите деца ќе продолжат да доаѓаат тука. Тие доаѓаат од време на време, кога имаат слободно време, се разбира. Меѓутоа, верувам дека во иднина, бидејќи ги имаат сите услови, ќе доаѓаат и почесто. Инаку селово е живо, има околу 70-80 жители, постојани жители, а за време на викендите и за празниците доаѓаат можеби половина од таа бројка. Значи, кога доаѓам тука, дури пишувам и текстови, подготвувам материјали. Јас едно време пишував и афоризми. Продолжувам и со афоризмите. Многу пати тука во оваа тишина, посебно ако се пробудам малку порано, тогаш доаѓа таа инспирација, утринска инспирација. Меѓутоа, јас пред 2 години пишував и за списанието Република за македонските музички легенди и морам да ви кажам дека добар дел од текстовите токму тука ги создавав. Самиот простор е инспиративен и знаете, кога се чувствувате сосема комотно, необврзно, тогаш инспирацијата е најсилна и верувајте дека тогаш и она што ќе го создадете звучи или е напишано на љубов. Ова е моето царство, сега го чувствувам така, а верувам дека ќе биде така и во иднина и јас себе си се гледам во некои подоцнежни години, ако ги доживеам, да дојдам тука и да останам. Ебе, Тончи, урбаните луѓе ти завидуваат. Имаш спокој, имаш мир, имаш природа, имаш воздух. Диши го, дур можеш. А ние, да не заборавиме, во поречието за луѓето од Девич секогаш се велело калапите девички, демек стокмени како од калап. Добро, има и друга приказна, ама што е битно? Девич е убаво поречко село. Ајде довидување од убавите села на Македонија.